се представува како новото лице на Скопје, млад, енергичен и решен да ја смени играта. Но прашањето е колку ново може да биде нешто што делува веќе видено. Амар Мециновиќ, 29 годишник од Скопје, потекнува од Чаир. Во медиумите често раскажува за детството во мешана средина, каде како што вели, секојдневно се собирале 50 на деца и играле граница. Сега пак тој е на политичко игралиште и се обидува да покаже дека знае каде е линијата што не треба да се премине. Во младоста тренирал кикбокс, играл фудбал и работел како градежен работник и курир. Искуство со кој, според него, ја разбирал реалноста на обичниот човек. Денес, реалноста што ја гледа од собраниската клупа изгледа поинаку од онаа што ја опишува во интервјуата. Од спортската сала до собраниската говорница, Мециновиќ стана едно од најгласните млади имиња на левица, пред се благодарение на уникатната кампања. Во официјалната биографија објавена на порталот на левица стои дека е политиколог. Во јавноста пак стои дека се уште не дипломирал факултет. Откако медиумите го посочија тоа, Мециновиќ призна дека не го завршил факултетот за политички науки, на кој со години е студент. Во јавноста целата кампања настапуваше самоверено. Така и ја завршува. Јас сметам дека единствената државна привилегија која ја добив од овие избори е тоа што се наоѓам на гласачкото ливче, а ништо понатаму, ништо повеќе, но тоа не спречи било која пречка да дојдеме до овде. И дојдовме до овде токму заради начинот на кој комуницираме и луѓето кои не поддржуваат. Луѓе кои само имаат желба да живеат подобро и да го видат сопствениот град во подобро светло. Во својата кампања Мециновиќ најавува ред во урбанизмот, борба против дивоградбите и крај на градежниот хаос. Но според веќе објавени податоци, неговиот татко поседува објект во Скопје север без целосна документација. Во програмата битува скапи проекти како железница на столбови од Ново Лисиче до Ѓорче Петров, долга 13 километри и вредна повеќе од половина милијарда евра. Нов саем, нов луна парк, нов базен. Скопје, според него, треба да стане модерен град на иднината. Но останува дилемата, чија иднина и на чија сметка. Мециновиќ се представува како символ на новото време. Дали е навистина така, ќе покаже токму времето, доколку ја добие довербата од скопјани.